Продолжуваме со утринската програма и како што реков, секој ден ќе наметнуваме теми за кои што сметаме дека се важни за нас и за вас, за целиот регионов. Правиме утре ќе продолжиме со адвокатската сулева за измените на положбата на јавното обвинителство во системот, во правосудниот систем на Република Македонија. Со тоа се изменува и положбата на полицијата, предистражните и истражните постапки и прилагодување на целиот наш систем според упатствата на Европската комисија. Знаете дека и владата донесе заклучок кој ќе го преточи во одлука на влада за начинот на донесување на одлуки на судиите или така некако слично. Ги следите медиумите што велат и тоа се тоа во цел да со цел нашето судство да биде поефикасно, а и она што веројатно на десетина години го зборувам овде со многумина од моите соговорници, препознатливо по системот на современиот свет. Што и да значи ова што го кажав, ама значи тоа. А ние ќе продолжиме со разговорот, како што реков, со некои и други теми, како што вие ги поставувате од регионот. Што е најважна работа во една држава? Веднаш ќе речете економијата, меѓутоа времењата се менат, велат вака, образованото население, процесот на образование и воспитување доведува до до развој на една заедница. Овде се разликуваме по поимањето на работите, економистите ќе кажат раст, ама тоа е математика, а социолозите ќе речат ни е потребен развој на заедницата во било која форма, општина, регија, држава, регион и така натаму. За тоа ќе разговараме утрово со директорот на медицинското училиште во Штип, господинот Драги Илиев. Добро утро. Па добро утро или добар ден веќе. За нас малце поодминат денот. Сега пред да започнеме со разговорот, бидејќи темите ги поставуваат моите гледачи од регионот, се јавуваат овде и велат ајде почнете да разговараме за образованието, затоа што некој од нив или некоја заедница има добри или лоши работи. Вака, дилемата меѓу економистите и социолозите го допира образованието. Велат вака, економистите велат треба да има 6% раст индустријски, па тоа да се почувствува воз основа на стандардот на граѓаните. Социолозите во модерна Европа, во модерен демократски свет велат вака. Тоа се само бројки кои не значат и напредок на заедницата. Например, една Кина напредува со чекори километарски, Индија, која имаше 12-11% раст, меѓутоа, развојот на кинеското општество, освен потрошувачкото, не е многу одминато. Огромни социјални разлики. Добро, Војче, да се слагам. Јас во последно време имав прилика да прочитам некои анализи околу планирањето на развојот на државите. Се диаметрално се разликуваат, да речеме, Кина, Русија со ова развојот на потрошачкото општество што го диктира Запад. Таму е ставен акцент на не да се зголеми потрошувачката, него да се образува населението, да се образува работниот кадар, да се створат нови вредности и некако мене ми се чини, бар по анализата што ја читав, дека главниот акцент е ставен на, како не се само Кина и Русија, нели, тука се Тајван и така натаму, на образованието на луѓето, на самата популација која живее во тие држави, затоа што добро, има различни пристапи, економистите. Јас, ова што го кажавте, меѓутоа јас сметам дека бројките се предмет на показател до каде сте стигнати, а не самата цел. Значи, основна работа во едно општество, според мене, па така ме учеле и порано, и моите баба и дедо викаа, основа е паметот. Само ние во еден период филозофите ќе рече основа е задоволството, поточно среќата. Среќата, да, среќата доаѓа кај човек кој ќе створи нешто, нели? За да створи треба да знае како да го направи. Има многу луѓе кои сакаат да направат, имаме си сет примери, меѓутоа не знаат како да направат и покрај желбата. Тука влегува практички во општеството, на општествената одговорност на образованието.
двигател е паметот во секој. Мислам, наједноставно е вие со кола да отидете за Скопје, колата сама нема да отиде, треба некој да знае да ја вози. Така. Тоа е тоа. За пластично да кажем. Така, ќе започне второто полугодие. Секој од циклусите се услов за да се направи услов или можност, момент, миг кога може да се направи анализа како помина еден период и што во другиот период. Како го оценувате вие средното Обшто земено ние сме задоволни као колеги, нема да зборам само од моје име, бидејќи ние севкупно разговараме, ние сме еден тим од 60 наставници горе, кои си ја сватија својата улога визави законите што се носат, ги изанализираа законите, ги бараа причините зашто се такви законите и си ја средивме, така да кажем, работата. Ние сме презадоволни, имаме резултати, лани неколку години сведоци сте бевме поред најдобро спортско училиште, рецимо од средните. Тоа е една информатика и ностоп се зимат оние први награди општината што ги распишува. Физики во државата, физика многу добро стоиме, тука сме секојаш сме негде први, втори, трети во државата, хемија, морам да ви кажам, истории, да не заборавам некој, дори имаме и такви примери кај што посебно се истакнати наши ученици со посебни некои идеи и пронајдеци што ги имаат направено. Така да прошлата година бевме 13-та, веќе ја кажам, по резултати статистички гледане, ако земете на секое место да му ставите по неколку бода, сме први. Морам реално да признам дека Пехчевска гимназија има страшно добри резултати, тоа Пехчевска мислам дека е Ацо Русиновски, одлични резултати, веднаш е зад нас. Зборам на ниво на средни училишта. Значи не е само медицинските училишта, општо земено. Овде имаме едно задоволство. Лани имавме еден куп активности, имаме собствени проекти, значи не чекаме некој да ни само наметне проекти или да ни даде, ние си ги правиме. Добивме многу стратешки партнери со меморандуми за соработка. Најголемиот е Елклуид. Нашите деца се нонстоп присутни на теренот, но како да ви кажам, имаме соработка и воспоставивме, валјда е некако заради нас со врвни стручњаци од физиотерапевт. Бидејќи училиштето е специфично. Специфично, меѓутоа мора да се тераат сите работи, значи не е само образовната компонента, тука и воспитната компонента. Така, видно како долгогодишен професор. Еве сега многу лесно ефемистички да се каже вам ви се доверени 100, 200 или 500 деца. Дали за овие 20 на години посебно пред реформите или да речеме некаде до 2010 година, како што се оценува, е запоставена воспитната компонента. Морам да ви кажам нешто, значи еве тоа е мој мисли јавно секако да го кажувам, него е 89-та, имам осет дека почна малце да се напушта образованието како битна компонента во општеството. Тоа траеше доста голем период, сега имаме некои потези кои се влечат и кои се, јас и со колегите често пати разговараме, стварно добро осмислени, кои треба да го вратат образованието на старите патики. Мораме да бидеме искрени. Ние во еден период и професорите се позаборавивме, морам да кажем, па излезе потреба на државата да види кој квалитет го добива со екстерната проверка. Државата мора да се грижи за кадрот. Имаше многу отпор кон тоа. Да, имаше отпор. Видите, во принцип професорската фела е инертна фела понекогаш. Меѓутоа, со сите проблеми, еве повелека доваѓаме до вистинскиот ефект. Ние лани имавме најдобар резултат, да речеме, на едно пробно тестирање. После повторно бевме во врвот. Секој процес му треба време да созрее на некој начин. И после се гледаат позитивните ефекти. Можеме отворено да ви кажем дека во медицинското училиште, ама нема баш никаков страф од екстерното оценување. Само е прашање да го организираме како што треба. Технички оддел, не технички оддел, да нема препишување, да нема. Тоа мора да се заврши како што треба, бидејќи основно ќе направите штета на наставниците. Кај нас оценките се поклопија, со голем дел 90% по на јас што го имам увид,
а имам увид кај сите, значи ние си ги потврдивме нашите критериуми. Тоа е многу битна работа. Некои, други потези да кажеме. Државна матура, имате сегде државна матура? Цел свет. Дали е таа сместена на краја на средното или на почетокот кога приемен испит на факултетот, во секој случај. Како еден облик на проверка на знаење. И математиката што се воведува сега, ако сакате. Мислам, имаме различни мислења, пристапи. Јас како на времето во функција на председател на Советот до ЕКБ имав прилика да прошетам, нели. Мојата жена е професор на универзитет и таа има исто така увид во канадски и англиски систем. Таму математиката е клучен предмет, па и на факултетот право. Чудна работа, меѓутоа ја земале како репер. Сега, сметам дека во образованието ни една работа не е случајна. Значи, треба само некој да види сето она што... Еве ќе спомнам Јан Маскоменски, кој е основа на образованието. Се сведува на тоа. Треба само да имате практични закони кои ќе овозможат реализација на сето она што значи воспитно образовен процес. Јас не гледам ништо друго во овие последни закони, освен заложба да се испочитува правилото во образованието. Да бидеме реални, не сакам да правилото, а кој треба правила да ги постува? Науката, Министерството или професорот Фел? Природа. Тоа е друго, природата тоа се... Значи, видите, вака, не можете вие во едно, кога државни, јас да се премиер, кој ќе седнам и кој ќе погледнам статистиките, не можете вие да очекувате од вашите средношколци да имате 80% одлични. Да, разбирате? Тоа е унифицирање на синдици. Природа, тоа не сум го јас измислил, тоа мислам и тие луѓе што се повладат. Никој не го измислил, природата си има. Така. Си има една крива која се вика Гаусова распределба, во која вика 5%, 3% од жениците ќе има, од популацијата по одредено прашање ќе има тешки проблеми и нема да може ни да ги замисли. Ќе имате проблем во некоја област. Па ќе имате некои 10% кои ќе можат некако да си ги решат основните проблеми. Па ќе имате тамо некои 10%, максимум до 15% кои ќе бидат стварно за образованието, да збориме во одличната категорија. Она ќе биде останатото ќе биде негде во средината, ќе бидат по оценките ако се движиме многу добри, доволни. Зашто тогаш имаме една појава во последните години, инспекторите велат така, дека процентот на да ја земеме, да пример као репет 2006-2007 година, процентот на одлични ученици поминува 80%. Дали сме ние генијалци во Македонија? Видите, процентот може да биде и 20%. Добро. Ворете, се слагам во одредено училиште. Ако тоа училиште го сметаат, нели? Така кој елитно училиште каже што да. Да, малце попаметни деца, селектирани така ната. Да, поселектирани да влезат. Ворете. Тоа не можете вие тој процент да го дигнете превише. И сега практички екстерното оценување, законот за екстерно оценување служи за да си ги сведеме тие работи во нормални бројки и државата да има увид како квалитет добива. Не е насочено ни против ученици, ни против наставници, едноставно, јас утре може да ќе бидам професор. Екстерното се спомнуваше, мислам 2004 уште Положани, некој министер беше, се спомнуваше, меѓутоа нема храброст да го воведат тогаш и сега полека почнаа да не привикуваат овие 5-6 години, веќе сме во некоја фаза, тоа е приказката со државната матура, имаше на почеток така и дури децата да протестираат, па имаше и тоа, мора да кажеме, не е тоа толку чиста работа, ги уплашија децата. Едноставно, ние родителите може да некојаш ја грешиме работата, ги притискаме наставниците и тоа има, нели? Јас сум родител, може да ви кажем една колумна на Веко Доновски вели вака: се роди дете, нормално се грижиме за него, бараме која воспитувачка треба да му биде, по која учителка,
фаќаме врски, по штипски речено, за оценување, дојде средно образование, а имаме како некој облик на ослободување, велиме, добро бе, што е толку важно основно, не може да научи да чита и да пишува. Дојде средно училиште, ја зголемиме притисокот и вели, добро бе, кој нема завршено средно училиште и најлошата работа. Денес е со истите навики завршуваат факултети, нашиве деца, па и магистратури денес, и на крајот на обшеството му испоставиме една бланко чек и велиме вака, моето дете е магистар, а детето не да не е магистар, него со сите букви е скарано. Овде е проблемот. Што велите ви за ова? Па добро, јас тој го дискутира во Значи не само да ослободиме професорската фела, него родителската. И родителската фела се ослободува. Штом родителската фела вика, моето излегува на екстерно, значи веќе како и да земете, станува свесно дека наставникот не може да ги, така кажам, фингира оценките. Ние ако ќе ставиме како наставник поставаме двојка, четворка или петка, а и тоа се случува, тоа значи дека јас реално не сум го оценил ученикот. Така да и родителите веќе гледам стануваат свесни дека децата треба и го намалуваат притисокот. Тоа веќе се осеќа, така да сега е редот на наставниците да си ги средат своите критериуми во рете. Кои се последиците за наставниците од целиот овој процес? И наставниците мора да имат некакво селектирање. Во медицинското училиште нема да има последици. Се работи за Зошто нема да има? Затоа се е ворет или сега за сега се е ворет. Ние имаме разлика во просекот, ние имаме по моје видување, по онаа Гаусова распредба, добар просек околу 3,60-3,70. Тоа е сигнал дека по популацијата која добиваме, ние сме во ред. Ние имаме 0,04 разлика меѓу екстерното и ова. Значи нема да има помала плата за наставници. Па нема да има. Но тоа е законски предвидено со закон дека некои од наставниците веќе во февруари ќе имаат помала плата. Тоа е проблем на училиштата и на наставниците каде што тоа се јавува. Ако сте реални во оценувањето, детето ќе ја покаже вашата оценка. Можете да грешите тука таму. Грешки се случуваат, кој работи греши, во рете. Меѓутоа и законот не вика за секоја грешка ќе ве казнам, така? Нели? Една оценка да погрешите е нормално. Меѓутоа две веќе не е така едноставно и да ви се повтори на голем број ученици. Да се вратиме на спецификата на училиштето кој вие го раководите. Според ваше мислење, бидејќи во меѓувреме се отворија слични паралелки за настава на припрема на медицински кадар. Инаку ово училиште едно време беше само во Источна Македонија, ако не се лажам, имаше еден рейтинг дека многу тешко се доаѓаше до место во клопата. Како е сега состојбата? Добро, сега исто имаме ние добар упис на деца, таа страна немам што да се пожелам. Концепцијата на здравството е малце регионална. Гледате, клинички болници нема во секој град, или нема. Така и училиштата треба да видат. Значи, самата дејност сугерира како треба да се развива. Сега тоа што се отвараат паралелки, така да кажем, имате во Струмица, имате во Куманово, имате во Велес, меѓутоа ни оддалеку не е организирана така наставата, практичната настава, името на училиштето не е исто. Ние имаме барање од Словенија со работка, бидејќи имаме некој рейтинг, нели, ќе излезе сега и меѓународно, ама имаме рейтинг. Така да, тука можда малце концептот треба да се промени. Ние имаме контакти со министерството, разговараме тие, значи не сме само ние, Битолското, Панче Караѓорѓев, Скопје, Тетовското, тоа се 4-5 училишта кои беа регионални, имаа регионален пристап. Сега не сме регионално училиште, многу пати ми замерат, вика, што си запнал со но имате регионален пристап. Да, имаме таков пристап, затоа што идат ученици од целиот регион. Тоа е факт. Заинтересирани се, да речеме, идат ученици од Радовиш, каде што Струмица им е многу по-комуникативни, поблиска, идат во нашето училиште, и тоа одлични ученици, затоа што родителите решават дека таму детето ќе стекне повеќе знаење. Да ви кажам право, кај нас и покрај тоа што
се држиме реално до оценување на учениците, немаме некои преголеми проблеми со родителите, притисоци. Кога веќе разговараме на големите теми, ама суштествени теми за образованието, поврзани со профилот на вашето училиште, ама са општи. А тоа е поврзаноста во целиот сегмент на образование. Ние можеме да имаме во Штип, да речеме, атомска физика одделение. Да, може. Ама после што ќе правиме со тие деца? Поточно што тие ќе прават со себе? Значи, тоа е целата поента. Не може секој град да произведува по 30 матуранти од медицинска струка. Замислите го по 4 години притисокот. Така. Замислите, Штип не може да ги поднесе, да решим 30-40. Затоа регионално се поставуваат работите. Не е само, треба реално да ги гледаме. Пробувам во целиот разговор реално да ги поставам работите. Затоа така, Струмица нема капацитет да извади 60 матуранти од медицина. Нема каде да ги смести, разбирате. И се врши притисок после врз општеството, врз државата. Значи, тоа што вели Венка Одоновски. Така, треба. Добро утро. Ако земете, јас би споредил со други училишта. ЕМУЦ, електромашинскиот центар, има капацитет. Таму има машинци, забавивачи, секогаш ќе се барат низ градот. Секогаш ќе си најдат негде каде да работат. Овде се знае каде работат. Или во клиничка болница, или по приватни здравствени организации, кои не се превише. Не се премногу, немат капацитет да ги примат. Така да, ова е единствена дејност кај што може би, јас ако се прашам, би ги поставил регионално работите, не само заради заштита на моето училиште, да се разбереме, реално така мислам сега. Тоа е тоа. Меѓутоа, како што е, и вака немаме ние некој голем проблем. Директор, има на друга работа, подзаборавив малку. Во Штип е и Гоце универзитетот. Така. Пето и проговорив за на друга тема. Добро, тука е и поврзаноста на одечки на училиштето. Затоа сака да Значи, ако Гоце Делчев ги врзува регионално, ние имаме ученици до Гевгелија, морам да ви кажам, не бират Битола, доаѓаат овде, значи исто им дојде. Ако ги погледнете така работите, природната е поврзаност на нашето медицинско училиште со универзитетот, чиј факултет за медицински науки е во развој, веќе гледам доста добро се движи. Во последно време, мислам, тоа си институција која си има своји програми, кои се ги на малце повисоко ниво од нашето нормално и ги реализираат луѓето. Имаат комплетна програма, јас кој што гледам, нивните студенти се во клиничка болница, имаат практично, значи се тоа на што им фали, да земам нешто како некоја споредба со Скопскиот универзитет, медицински факултет, истото и овде почнува го добиваат и тука мислам дека е природна онаа поврзаност на медицинското училиште со универзитетот. Дотолку повеќе многу и географски поточно просторно со изградбата на новиот клинички центар и делот на универзитетот, вие ќе имате и непосредна физичка врска со тоа. Да, многу близко е до нас. Чисто планот за зградата, тоа е одма под нас тука дворот и јас мислам дека ќе има добар ефект. Тој дел од градот на некој начин се развива. Меѓутоа, со самото сместување на клиничка болница ќе се измести онај развојот на градот за сигурно 5 километар погоре. Така да и тој дел од градот ќе се развие, ќе се комплетира медицинското училиште, нема да биде онака само од одвоено. Затоа ми беше прашање. Директоре, имаме биро за развој на образованието, каде што се планираат развојните образовни политики при Министерството, совети и разни така натаму. Колку според вас брзо се движи тоа преструктурирање внатре во училиштето, како информација во Источна Македонија се потребни, да кажеме, 50 заболекари, не знам, според тони профили што вие ги образувате. Колку брзо се преструктурира? Тоа одиме ние на друг систем. Значи потребата на училиштето е едно, потребата на позицијата се цени. Да речеме, ние имаме некои 7 паралелки, ама не се сите исти. Значи имаме јасно ние дека 3 медицински сестри треба да бидат, 1 физиотерапевт или 2 фармација, забни требаме 1. И тоа е во која основа се движи. Иначе Центарот за развој на образованието, тоа е една друга институција која се грижи за стручен дел, е многу активен. Ние сме
страшно добра соработка, морам тука една фалба да кажам. Ревизијата на прашањата за екстерното ги работеа нашите наставници, оценети како наставници кои поставуваат најдобри прашања визави стандардите и критериумите за оценување на учениците, бидејќи ништо не е случајно и тие прашања не треба да бидат случајни. Така да, една мала фалба за моите наставници, ревидира некои 32-3 предмета, тоа се рече каже сите предмети во медицинската струка на ниво на држава, значи добро се движиме, добро комуницираме. Сметам дека се води сметка за планирањето на кадарот, бидејќи добиваме сугестии преку центарот и од самото министерство како да се движиме понатаму. Ние ги почитуваме, барем јас, дека сум управител, ги почитувам, бидејќи знам дека секоја држава крои своја стратегија. Сега за сега сметам дека имаме многу позитивни потези во правец на стратегија на образованието. Спомнавме некои работи, меѓутоа тука има сијасет работи кои се презимаат. Така да... Директоре, Министерството за образование донесе одлука на задолжителност на психолог и педагог во училиштето. Да. И тоа не мора, како што знам, треба да се заврши до крајот на 2014 година. Екипирањето, не. Сега, вие сте долго години педагог, наставник сте. Колку на денешните генерации им се потребни овие профили? Посебно овој вториот профил, нешто што до сега не морам да ви кажам, современите движења во општеството налагаат да имаме ние. До сега може да во осмолетките психологот беше битно, речеме. Меѓутоа сега веќе се налага и во средното училиште. Ние имаме педагог, сме немале психолог, јас го барам, ќе го добиеме. Бидејќи, видите, јас сега се наоѓам во медиум, меѓутоа медиум е широк. Интернетот е страшен медиум, преку кој може на децата се и се што да им бутнете тие 24 сата се. Некој велат дека воопшто не е медиум, него начин на живот. Па кај децата веќе станува начин живот. Ја ги гледам моите дома, моите деца, нели? Тие повеќе на компјутер поминуваат, додуше едниот е спортист, се бави со некоја атлетика, меѓутоа многу време им зема компјутерот, оттаму добиваат секакви информации, она што е и она што не е, кои ќе дојдат во училиштата, родителот ако не може дома да го убеди, ако во училиштето му оставите простор дека тоа што го примил е така како што го примил, значи ако не добие уверување од две страни дека нешто не чини и така, тешко, мислам дека дори го дефинира и како болесно на седењето на компјутери, ние ќе направиме штета врз нашите деца. И мислам дека тука психологот дефинитивно ќе, бидејќи тоа се посебни пристапи сега. Тие се остручени за тоа, пристапот до децата, до нивното мислење. Мислам дека психологот ќе има работа. Не велам дека децата ни се, не знам сега, ајде поштипски да кажеме, забегани. Немаш, не ми е тоа мислењето, меѓутоа самиот интернет има многу лошо влијание врз децата. Стануваат агресивни, повлечени, кој дете како. Зависи како така да тој дел од училиштата, некои училишта имат психолог, средни веќе, знам да гимназијата има, не знам за имат. Кај нас немаше, меѓутоа осеќам потреба дека треба. Там донесе одлука министерството да се екипира до крај на 2014. Мислам дека тоа ќе биде завршено до крај. И тоа е со причина донесен. Секој снимал што се случува низ држава. Директор, кратка тема на крај. 2014 година, што може да ви изненади во 2014 година, поточно во второто полугодие, а што очекувате како успех? За кратко, да ви кажам, дефинитивно во училиштата нема што да ги изненади. Не чека екстерно оценување, очекуваме како и ланската година да си ги повториме просеците, резултатите кај наставниците. Лани имавме еден сијасет активности, гледам уште прво полугодие, негде околу 50 крупни активности во медицинско училиште се имат. Случајно ќе бидат уште 50, тоа е ритам кој се почитува. Имаме намалување на изостаноците за некој во просек 20%, што е, ние предвидовме 5%, ако го издржиме ритам, ако го тераме тој ритам, ние на крајот ќе завршиме со 20% намалување на изостаноците.
подобрување на успесите. Тековна работа. Тековна работа, некој изненадување нема, поглавном се е поставено пред тоа, ќе се реализира и екстерно и државна матура и така. А ние сме овде да прашуваме, па тоа ќе го направиме. Мене ми е мило кој ме На прашува. крајот од февруари, па да видиме Па да видиме што ќе се што ќе се случи. случи. Немој некој од вашите колеги па да има 20% помала плата. А не верувам. Не верувам познавајќи. Дај Боже, ама колеги ви се сите во фелата, нели? Така. Да ги оставиме само ваше. Благодарам што бевте дел од Трескава. Благодарам и на вас што ме викнавте. Режија, малку економска пропагандна програма, па да привршуваме, нели?